Добро вечер или добар ден, како сакате, почитувани гледачи. Добре дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар на 21 март, среда, втор ден од пролета. Мислам дека вчера беше првиот, а ние имаме во нашето студио еден човек кој што на некој начин представува пролет за Македонија од аспект на тоа кога се појави, каква улога имаше во државата, во какви времења се појави, а од еден аспект мене ми е драго што го имаме во нашето студио, затоа што станува збор за човек кој што уште во младите години успеа да стане личност кој што меѓу 3-4 личности кои што ја создава и значат нешто во историјата на Македонија во овие последни 20 години од осамостојувањето до денеска. Му посакувам добро вечер и добре ден на господинот Лјупчо Ѓоргиевски, председател на ВМРО Народна, сега веќе не во сенка или почесен, туку председател. Добре дојдовте во нашето студио, господин Ѓоргиевски. Добар ден, благодарам за поканата и поздрав до сите штипјани и сите што не гледаат денеска. Оваа пауза која што ја имавте во политиката и она почесен председател, дали сметате дека не му беше потребно на човек кој што, како што реков, сепак е еден од тројца-четворица кои што се имиња водечки во овие 20 години по значењето во историјата? Па, има две работи. Прво, сепак и покрај тоа што не бев, да речеме, толку политички активен во сите овие години, ако се потсетите, нема значајно прашање во Република Македонија за кое јас не сум дал свој став на некоја интервју или на некоја покана на медиумите. Можам да ја кажам дека многу се ретки, односно практично нема такви моменти кај што мене новинар ме поканил, јас да сум го одбил, за разлика од многу други политичари кои ги покануваат, а тие ги одбиваат интервјуата. Најверојатно и телевизиите, тие што ги нарекуваме официјални, нели, на државно ниво, правеле некој бојкот према мене. Како што и сега, да речеме, прават некои телевизии. Имавте една ситуација сега, дали на вистина имаше проблем нешто со емисијата X0 ли беше? Па не знам што се случува за конкретната емисија, не знам што се случува, меѓутоа факт е во овој момент може да забележат граѓаните дека Сител, Канал 5 и Македонска телевизија, значи воопшто се што се однесува на ВМРО Народна партија и на Лјупчо Ѓоргиевски го игнорираат како да не постои во државата. Тие дури не ја дадоа информацијата за конгресот, да речеме. Другите телевизии не објавуваат, локалните телевизии не бараат, меѓутоа што се однесува до овие три државни телевизии, за жал под контрола на власта, сега има еден стил. Јас знам во раните 90-ти години најмалите политички партии, ќе се подсетите, најмиnorните партии им ги објавуваа пресконференциите, а потоа Македонска телевизија си поддржуваше СДСМ. Денеска има нов стил, едноставно не те даваат како да не си жив. Дали е проблемот во Лјупчо Ѓоргиевски или во ВМРО Народна партија? Не, мислам дека е проблемот кај оние кои што тоа го прават. Мислам дека е прво проблемот во начинот на кој демократијата ја сваќаме. Знаете, Лјупчо Ѓоргиевски, Народна партија може да бидат било каква партија, може да бидат многу мали, може да не значат ништо во Македонија. Меѓутоа, фери во ред е да се објави што имале да кажат на пресконференција. Значи, се работи во стилот на кој се практикува демократијата денеска во Република Македонија, каде што очигледно власта малку е скарана со некои принципи на демократијата и си оди на тој систем, едноставно те бришат како да не постоиш. Интересно е дека со изјавите давате една изворедна можност за разговори, за изјави, за она што се случува во државата. Јас напишав како тема визионер, бугарофил, кој е Ѓоргиевски. Тоа е, значи, само како една најава на двете работи кои што се поврзуваат со вашето име во последно време, од активирањето, условно речено активирањето. Визионер, зошто? Затоа што многумина граѓани во Македонија велат се случува тоа што Ѓоргиевски го говореше за меѓуетничките односи, за поделбата на територија, условно, размената на територии. Како се чувствувате денес и уште ли стоите за тие изјави дека можеби подобро ќе беше да се реализираше една таква идеја своевремено? Јас ќе ве потсетам и за самостојна Македонија. Така. Кој кажа идејата за самостојна Македонија, нели? Што се однесува до овие покомплицирани проблеми сега од типот на мултиетничките состојби во Република Македонија, ние сега сме сведоци на една нова мултиетничка напнатост во Република Македонија. Можам да ја кажам дека во Скопје веќе постои една травматична атмосфера, луѓето не излегуваат после 7-8 сатот надвор, овде во Штип пак имате некако поголема слобода, се плашат, полиција на сите страни, на ќошови, кафичите, ресторантите празни. Значи една доста, како да ја кажам, тешка атмосфера, да речеме. Сега зборуваме за главниот град Скопје, да не зборуваме, предпоставам, Тетово, Гостивар,
Струга, Кичево, дека најверојатно иста состојбата. Значи, доаѓаме повторно до онаа ситуација, нели, што со животот, како со животот понатаму. При што јас, кога сега зборувам за целата оваа ситуација, нели, не можам да кажам дека ми е сатисфакција, меѓутоа, кога зборувам за тие изјави од 2001 година, кога зборувавме за Трампа, за територијата на население и на територија меѓу Македонија и Албанија, јас бев жестоко нападнат и од странство, меѓутоа бев нападнат и од самите македонци внатре. Значи, луѓето тоа го одбија ад блок. Сега, 10 години после тие настани, јас кога зборувам за тие мултиетнички односи во Република Македонија, одам по една друга линија. Колективно ја одбивте идејата за Трампа на територија и население, тогаш живејте и преоднесувајте се во рамките на Македонија според Охридскиот договор. Оно што сме го направиле како избор. Да, и она навистина тука кога веќе доаѓаме до таа ситуација, не можам да кажам не зборови за самокритичност. Јас навистина сметам дека во последните 3-4 години македонската страна е таа која ги провоцира мултиетничките состојби и мултиетничката состојба. Јас ќе потсетам на многу работи. Едноставно, ние некако не можеме да сватиме дека Македонија не е само на македонците. Сега зборувам за македонците како народ внатре во Македонија. Так. И постојано се однесуваме надвор од тие принципи. Ние се уште, да речеме, кога зборуваме за историјата, зборуваме премногу македонски етноцентрични. Ние забораваме дека со нас во оваа Македонија, покрај тоа што живеат турци, роми и власи, и чиј процент се повеќе и повеќе се зголемува во Република Македонија, живее на огромно малцинство. Значи, мене ми е жал што нема попис во Република Македонија, меѓутоа јас сум длабоко убеден дека во овој момент во Република Македонија процентот на албанците се движи кон 30%. И ние, заспивајќи пред таа, према 30% реков, така да не беше лапсус, заспивајќи према таа реалност се однесуваме како навистина Македонија да е само на македонците. За жал, реалноста е веќе друга. Демографската реалност на Република Македонија е така. Јас сега не можам да сватам некои парадокси. Зошто имаме потреба на секоја утакмица било какви македонски наивачи да викаат уа шиптари или не знам кретити шиптари или не знам сите оние химни што ги пееме. Што ни е потребата тоа? Имате ситуација во Штип, во екипата на Брегалници игра Генци Сени, кој што е албанец. Дојде игра со Шкендија пред една недела и навијачите викаат и против играчот на Брегалници. Значи, не го знае примерот, меѓутоа такви примери врие Македонија, Скопје, Кумано. Значи, сега стварно треба да го поставиме прашањето што е со нас или што беше работата да одиме во Ниш. Албанците нигде ги нема, ние за да им се допаднеме на србите, уа шиптари, повторно истата приказна. Оваа историја, начинот на кој се прикажува сега оваа ново инсталирање на државната историја во Република Македонија, кај што ние сме најстари, најпаметни, најсилни, најголеми освојувачи, ние сваќаме ли дека другите етнички заедници ги иритираме со тоа? Конкретен резултат на тоа е македонците муслимани кои 40-50 илјади се подпишуваат до последниот попис. Сега јас ви верувам дека 3000 нема да се подпишат ако имаме реален референдум, оваа попис во Република Македонија. Значи, ние со нашето однесување не успеавме да го надминеме македонскиот етноцентризам и навистина да се однесуваме како Македонија држава за сите. И сега тука да видиме што е албанска историја, што е турска историја, што е влашка, што е ромска. Значи, ние мораме да се надминеме и да видиме космополити. Јас реално сметам и дека во овој момент ние сами си го правиме проблемот со однесувањето што го правиме во многу сфери. Имаше голем интерес за вашето гостување, уште кога не јавивме дека ќе бидете гостин, сигурно ќе има заинтересирани гледачи, но да им кажам дека во овој прв дел нема да вклучуваме гледачи, може да пишуваат SMS пораки, ќе вклучуваме во последните 15 на минути. А сега се враќам со прашање кое што се однесува на ова што го говоревте. Кому во Македонија и зошто не му одговараше да има попис до крај? Кому му одговараат овие инциденти во автобусите, меѓунационални, дали се фингирани, кој стои за тоа и зошто? Прво за пописот. Так. Значи, она што можем да ја кажем дека власта, ако се сеќавате првата теза кога излегува со рушење со откажувањето на пописот, беше дека во Република Македонија ќе имало 3 милиони македонци, за да потоа пред 15 дена Капитал излезе со една скоро официјална вест дека
на 3 дена пред пописот во Република Македонија се попишале само 900.000 граѓани на Република Македонија. Значи, пописот ќе покажеше она што јас од самиот почеток го кажав, бидејќи имав една инсайдерска информација од тамо. Пописот ќе покажеше демографската катастрофа на Македонија. Значи, масовното иселување меѓу два пописа на сите етнички заедници во Република Македонија, меѓутоа најкатастрофално е на македонската етничка заедница. И не ви треба попис, доволно е да прошетате во Источна Македонија, од Штип тргнете надолу према Кочина и Видница, Делчево, Берово, Струмица, Крива Паланка, Проби Штип. Вие ќе видите дека македонскиот народ е во еден демографски дебакал. Луѓето масовно се иселуваат, масовно бегаат. Но не од политички причини. Не, економски причини. Причините се економски. Знаете, ние додека продаваме големи истории и големи приказни, ние ќе дојдеме во една ситуација македонскиот народ да се исели од Република Македонија. И она што велам јас, ние не сакаме македонците да бидеме реалисти за новата демографска ситуација. Значи, јас имам, скоро 99% на информација дека од родените деца 2011 година во Република Македонија, веќе во Македонија 50% од родените се христијани, значи македонци, власи и срби, 50% од родените деца се муслимани. Албанци, турци, роми и македонци муслимани. Ако оваа слика која 2011 година е реална, значи јас гарантирам за ова што го изнесувам, дека 2011 година христијани, муслимани во Република Македонија се родени 50 на 50%. Ако таа слика сега не знам колку години наназад се одвивала така, меѓутоа во идните 10 години сигурно нема да се промени, значи ние ќе дојдеме во ситуација каде што за 10 години од денеска Македонија веќе ниту ќе биде македонска, ниту ќе биде христијанска. И ние немаме право како македонци, за оние кои се одговорни, кои ја водат Македонија, кои се политичари, кои се креатори на јавното мислење, вака да создаваат ирационална реалност во Република Македонија. Јас од 90-та година секој што ни ја кажувал реалноста пред македонските луѓе и многу пати на македонскиот народ таа реалност му била болна и затоа можеби и не го сакале Ѓорѓиевски, меѓутоа јас сум тој и сега го отварам тој проблем како никој друг политичар во Република Македонија, дека македонскиот народ во сопствената држава се наоѓа пред демографски дебакал. И ако ние нешто брзо не направиме да го ја подобриме општиот стандард на македонскиот граѓани, ако нешто брзо не направиме со оваа евроатлантска интеграција, ние ќе бидеме сведоци на многу лош крај на нашата држава. Мислењето за инцидентите? Инцидентите, гледате, тука има две варијанти. Една варијанта е дека самата власт, дуи ДПМН ги прави тие инциденти, сега во контекст на мај и Чикаго да ги уплашат мигрантната заедница, ако не примат во НАТО дека повторно ќе се дестабилизираме. Таа приказна држи до негде, можеби да има нешто вистина, затоа што претходно имаше неколку сомнителни такви моменти каде што сепак и ДУИ и ДПМН се наоѓаат многу близу, да речеме инцидентот со Кале, инцидентот со енциклопедијата. Сегде и на двете страни ги гледаме во првите редови ДПМН и ДУИ. Оваа ситуација најновата нема да се изненадам ако има такви податоци дека има такво масло. Меѓутоа, дури и да е наместена оваа ситуација, која очигледно некој можеби е почнал наместено, а сега трае и уште продолжува да трае. Излегува од контрола, не може да се контролира, ако е така. Значи, зборува колку македонската држава е кршлива. Колку македонската стабилност, безбедност. Значи, денеска живееме идеално, за 2 сата доаѓаме на работ на војната. Тоа ни се случува 4-5 пати во овие 10 години од кога заврши големата криза во Република Македонија. И ако се смири, ние што ќе живееме сега, после нови 3 месеци не знаеме повторно кој кого ќе натепа, кој кого ќе навреди и повторно имаме истата експлозија на ситуација. Значи, самата ова атмосфера, односно самите овие инциденти, дали наместени или спонтани, само зборуваат колку Македонија е внатрешно нестабилна држава, колку сме кршливи и дека треба конечно да престанеме со оваа приказна колку сме големи патриоти што го браниме името, да влеземе во брзо решавање и затварање на последните проблеми на нашата држава. Лично како Љупчо Ѓорѓиевски, дали чувствувате вие лично и како размислувате на таа тема? Одговорност, затоа што сте се повлекле од една од двете најголеми политички партии во ситуација и сте оставиле да се случуваат вакви работи?
Ете, одговорноста е секогаш присутна, јас не можам да избегам од одговорноста, иако јас можам да ви кажем, таа 2002 година јас бев под една жестока пресија и од медиумите внатре, и вие знаете дека јас бев единствен премиер кој не ги контролира медиумите во Република Македонија. Еве, можете вие да се поседите, можете со секој новинар да зборувате во Македонија. 4 години, 98-2002 година беа единствените години кај што една власт не се обидела да воспостави медиумска контрола. Освен она што го имавме по дефиниција македонска телевизија, ама македонска телевизија никој не ја гледаше. Значи, сето друго беше против тогашната власт. А ние остававме, нели, сами на новинарите, на уредниците, на газдите на тие телевизии и конечно и на граѓаните да оценат што е пропаганда, што е антипропаганда. Значи, во една таква состојба, плюс притисокот што го имавме надвор, значи, сепак јас оценив, тогаш настапив во интерес на партијата ВМРО-ДПМН. Јас оценив дека, ако останам да бидам лидер уште 4 години, дека најверојатно СДСМ ќе победи и ќе има мандат од 8 години. И затоа го направив тој чекор, практично се повлеков назад, партијата, што се вика, на тацна ја оставив на ова раководство на ДПМН, со цел да победи. И победи ја. Значи, јас сметам дека во таа основна цел... Ова друго што говорите сега? Онаа што се нарекува партиска реформа, јас ја направив и таа се случи. А сега доаѓа веќе на планот на одењето на идеологијата во еден сосема друг правец. Јас апсолутно можам да кажам дека мене ми е жал што идеологијата која денеска ВМРО-ДПМН по главните основни движења на Република Македонија, моите и на тие на ДПМН се тотално разликуваат, и јас лично сметам дека ДПМН дефинитивно ја води Македонија во погрешен правец. Во повеќе насоки, не само во една. Така. Дали вие лично како личност имате евалуирано во сваќањето, бидејќи почетоците и ваши политички, и ВМРО-ДПМН во Македонија, тие почетоци за самостојување на Македонија носе една се плаќа една цена. Требаше ВМРО беше практично малку порадикална во тие периоди. И кон албанците имаше, нели, пароли, ќе се сеќат канџите, ќе се прави конгрес во Солун. Дали сметате дека тоа беше тогаш неопходно, а сега еволуираат и ние сите како личности и времињата носат некакво поинако гледање? Значи вака, апсолутно, нели, човекот не е човек ако нема собствена еволуција, и покрај тоа што ако го погледнете Ѓорѓевски од 90-та до денеска, тој не се променил во основните негови идеи и идеали. Меѓутоа, сигурно има еволуција на некои моменти. Прво тука апсолутно можам да ви кажам дека јас тоа сум го зборувал неколку пати. Лично чувствувам дека местото на албанците во Република Македонија сум го подценувал од тие почетни 90-ти години. Градев принцип Македонија на македонците, дека, значи, растев со тоа и политичката действување од тој почетен момент беше дека Македонија е држава на македонците, сите етнички заедници треба да имаат права, меѓутоа сепак тие се малцинства, нели? Очигледно тука сме ја направиле грешката, и јас мислам и сите политичари од таа рана 90-та година, што не сме ја сватиле тежината на албанскиот фактор. Веројатно тоа цената како што велам, и тоа е цената која ја плативме и најверојатно ќе ја плаќаме уште, и жал ми е што денеска ги подценуваме уште. И мораме да се сочиме дека албанците се фактор од кој зависи иднината на Македонија, не само заради нивната демографска бројка, туку и заради фактор што целата мигрантна заедница стои за нив. Ние не смееме да изумиме дека целата мигрантна заедница, било што да стане во Република Македонија, секој застанува на страната на албанците. И погледнете Србија. Србија го има истиот проблеми, една војна, друга војна, 10 години проблеми, сега гледате ова повторно што се ситуација. И гледате, паметните српски политичари сваќаат дека тие дефинитивно мора да влезат во фаза на откажување од Косово. Инаку ќе ги потоне и понатаму ќе ги држи нели статус кво, без нигде да мрднат. Значи, тој момент, мислам дека дека ми била една од најголемите слабости кои едноставно не сум можел доволно визионерски да ги видам. Но србите ги споменате, србите има атентат на Џинџиш кој што го расветлија. Ние имаме атентат на претседател кој што и ден денеска стои нерасветлен. Како го коментирате тоа? Гледайте,
Ние се обидовме, мислам дека и други се обидува. И ден денеска повторно се актуализира од време на До време. ден денеска немаме конкретен став на тој одговор. Јас само знам дека тогаш кога настана атентатот, главните виновници беа ВМРО, ДПМН и Бугарија, нели ако се сеќавате. Така, мултигруп Пред мултигруп не знам што, пред една година имаше еден симпозиум во Скопје за атентатот на Киро Глигоров. Интересно беше што буквално ни еден од тие таму 20 соговорници ниту го спомнаа ВМРО, ДПМН од тоа време и ниту го спомнаа Бугарија. 90% тие што зборуваа, инсинуациите ги насочуваа према северниот сосед и према структури внатре на северниот сосед. И жал ми што тој атентат, тоа ќе беше многу убава работа за Македонија, за еднината, не за минатото. Во тој контекст. За еднината на Македонија тој атентат да се расветлеше, меѓутоа очигледно како што минува времето, тешко дека некој ќе како да нема некоја желба. Кога бевте избран за председател, сега пред 2 месеци колку и да е, една колумна имаше во Нова Македонија месечини каде што беше поставено интересно прашање. Дали да му веруваат и зошто повторно да му дадат шанса на граѓаните на Љупчо Ѓоргиевски. Таму беше споменато дали пак примерот со Санадер, премиери или екс-премиери во други држави како поминуваат. Од време на време во нашата држава се споменува прашањето за криминал или пак незаконски дејства од екс-премиери, па и од вас. Споменување за приватизацијата на Окта и некои други примери, Грција, јахти, бродови, имоти. Што мислите, зошто кога тоа се зборува досега никој не се обидел да покрене постапка против вас? Од време на се споменуваат такви. Па јас мислам дека покренувале. Јас мислам дека и СДСМ 4 години работеше и ВМРО ДПМН апсолутно никој не престанал да работи. Да, меѓутоа официјално кривична пријава или нешто нема. Кривична пријава треба тоа таму да се обратите зашто нема. Знаете што? Многу е интересно што многу од тие што го напаѓа Ѓоргиевски за криминал, во втора фаза тие добија не од мене, што е најинтересно, не од мене. Од други политичари добија кривични пријави за криминал, многу од нив се и по притвори и по затвори. Ете, јас како да ви кажам, јас ниту сум го градел, ниту сакам да го градам оној имидж дека сум светец во политиката. Ми пречи кога многу други се прават светци во политиката, затоа што нема светец во политиката. Секоја политичка партија, секој политичар кој е истинат, работи на границата на, како да кажам, на полулегалност. Вие погледнете ги парите кои една политичка партија ги троши во една кампања и не можете да не го поставите прашањето од каде се тие пари, нели? Так. Многу пари од тие се влезени и легално дури на сметка, меѓутоа што е мотивот да речеме на еден бизнисмен да даде на партијата на вас пари за кампањата, а на други 10 партии да не им даде? Секогаш можете да го поставите за секоја донација на бизнисмен на политичка партија, можете да го поставите прашањето дали тој бизнисмен на таа политичка партија, дали на локално ниво или на републичко ниво добил некоја бенефиција, добил некој бизнис кој стотици други бизнисмени исто можат да го работат, ама не го добиле. И она што мене ми пречи во тие години, нели пред 10 години, што сите тие напади беа насочени према мене, а сите беа други светци. И одеднаш, кога почна да се менуваат политиките, почна да излегуваат кривични пријави, како да кажем, за 80% тие политичари. Она што јас сакам да го потенцирам, дека секоја политичка функција носи бенефици. Јас тоа го велам. Независно дали е директор на комуналец во Штип или во Карбинци, или е министер, или е пратеник, таа си носи бенефиции. Сега, вие сите други да ги амнистирате од тие бенефиции и да ја насочите критиката према еден-двајца политичари, тоа е многу некоректно. И затоа јас сум многу отворен и по тоа прашање. Сите што се во политиката имаат бенефиции. Дајте да видиме резултатите кои ги прават за тие бенефиции. Сметате ли дека во време кога ретко кој го признава тоа така, дека нема да има негативни последици по вас во политичкиот ангажман? Јас знам дека луѓето сакаат да гледаат светци во политичарите. Со розови очила малку да гледаат. Сакаат да гледаат со розови очила. Меѓутоа е едноставно прашање. Кој потрошил повеќе пари на кампања од ВМРО ДПМН? Јас ви гарантирам да ги соберете сите пари на политичките партии до
пред 4 години на една страна и парите кои ВМРО ДПМН сега ги има потрошено во последните 4 години за кампањи, јас ви гарантирам дека едно на едно се. А во народот те имаат имидж на честни политичари, така? И како може тоа така? Тие се расфрлат. Ај подсетете се на последните парламентарни избори, колку пари се дадоа од ВМРО ДПМН. Тие пари од кај доаѓаат, така? Значи доаѓаат некои спонзори, а тие спонзори во македонското општество по дефиниција се сврзани со некоја бенефиција која е дадена. Легална корумпираност во Македонија на некој начин. Видите, и ние, пазете, имаме еден начин да го решиме тоа. Ние мораме сега, значи, знаете, ние секогаш малку тука имаме еден лицемерен однос. За да го решиме тоа, ние мораме да го згроиме парите за политичките партии од буџетот. Ако се рече парите за политичките партии се зголеме, повторно ќе стане целата јавност во Република Македонија. И повторно се ретерира и се оди на истата политика како и до сега. Нека се зголемат парите од буџетот за политичките партии и потоа нека се 10 пати зголемат казните за вакви прекршоци. Ние сме сега во тој поглед на финансирањето на политичките партии ни на небо, ни на земја. И само ќе кажам ЗОКТА, бидејќи го наведовте. Така. Ние кога зборуваме ЗОКТА, постојано забораваме една работа. Дека ОКТА е македонска фирма и ОКТА е најголемата фирма во Република Македонија која го полни буџетот на Република Македонија со најголеми даноци и со најголеми давачки. ОКТА беше пропадната фирма. Два пати банкротираше ОКТА пред 98 година кога дојдовме ние. Значи, таа требаше да се затвори и да веде старо железо. Од едно старо железо, ние, истата приказна беше и со Бучин, истата приказна беше и со Фени. Тоа беа фирми, Стопанска банка беше истата приказна. Ние тие најголеми субјекти на Република Македонија ги извадивме од мртвите и ги вративме во живот. А некои работи, што сега се да речеме прават со цените на бензините, јас можам да ви кажам дека не е работата само од ОКТА, работата и до владата. Затоа што најголемата ставка во буџетот на Република Македонија доаѓа преку цената на бензините. А и она дека може да се намалат акцизите колку толку за да се може да се направат. Па јас ќе ве потсетам. Нафтата пред 3 години негде беше поскапа на сега е 115-20 долари за барел. Пред 3-4 години беше 150. Имавме 40% пониски цени на дериватите во Република Македонија. Сега, како е таа истата методологија при 3 години со 150 дала 70-30% пониски цени на дериватите отколку сега? Значи, тоа е заеднички интерес, граѓаните мора да го сватат, затоа што буџетот на Република Македонија најмногу се полни од дериватите на Да одиме со едно друго прашање кое што е интересно од аспект на состојбите во оваа држава, не само кое е во прашање ВМРО ДПМН, воопшто сите партии. Односите на тајните служби, па и во вашето време. ВМРО ДПМН, тајните служби, улогата, предавство, непредавство. Како беше и тогаш? Јас на почетокот на раните 90-ти години сметав дека навистина знаете, они шпионите се во СДСМ, а ние сме тие, како да кажем, новите, честните... Пак данокот на младост. Да, данокот на младоста. Видите како што минуваше времето, а денеска сум 100% убеден дека ВМРО ДПМН вриеше од Кодоши. Не сакам да правам инсинуации. Јас можам да кажам само за мене. Досега сум потпишал барем 3 пати изјава дека не сум се работил за лустрација. Еднаш како стар функционер, еднаш како кандидат за пратеник, еднаш не знам зашто беше друго. Значи 3 пати ја потпишував таа изјава и мене ми е жал што очигледно таа лустрација ја кочи денешното ВМРО ДПМН. Јас кога зборувам денеска, сакам да ги видам сите тие структури кои работеле против демократијата во Република Македонија. Ако во раните 90-ти години сум сакал да ги видам кај СДСМ, социјалистите или не знам што, денеска сакам да ги видам во ВМРО ДПМН, ВМРО Народна, односно се она што се нарекува демократска десница. Затоа што дефинитивно сум убеден дека службите тука не имаат поклопено од самиот почеток и не имаат многу сериозно работено. Практично нивниот систем бил тоа, ако веќе не можеме да имаме главата на партијата, многу ланци, многу структури да направиме околу Ѓорѓиевски и од време на време да ги прават ударите. И најверојатно со моето повлекување во таа 2003 година тие го постигнале резултатот. Одиме со уште нешто што може да биде
прилично проблематично за вас во иднина од аспект на едно интервју во кое што практично на прашањето дали сте бугарофил рековте во известна смисла да. Како го толкувате тоа и како ги толкувате нападите постојани дека Љупчо Георгиевски има бугарски пасош, дека Љупчо Георгиевски има бугарско државенство и дека го има за да избегне кривично гонење во Македонија и тоа го имавме како напади. Тони, значи вака сега, природбата е многу актуелен збор сега од тактилната власт. Како што имаат природба да направат многу работи во Македонија, јас имам пред мене лична природба да ги навикнем граѓаните на Република Македонија дека Бугарија е на нормална држава, со нормални граѓани и што е најинтересно, улогата на Бугарија према Македонија во историјата е повеќе позитивна колку негативна, како што ние често сме навикнати во Република Македонија и често кога зборуваме за таа земја, знаеме кои епитети сакаме да ги потребиме. Сега, дали Љупчо Георгиевски е бугарофил? Јас сега одам со едно контрапрашање. Ако некој човек во Република Македонија, секогаш кога му се слуша музика, слуша српска музика. На свадба, на слави, на родендени слуша само српска музика. Навива за Србија со сите можни репрезентации, дури се мисли и Македонија-Србија кога играат за кој да навива. Дали е тој србофил? Србофил е така. Колку знаеме ние такви србофили во Македонија, аз можам да ви кажам барем 65%, ако не се 70% од македонците се на тој начин не се поставува и не се актуализира. И тоа никој не го отвара како политичко прашање, така? Што е проблемот да има 1, 10, 100 бугарофили во Република Македонија? Доколку повеќе што навистина нашата историја навистина е многу демистифицирана, односно е многу мистифицирана во тој поглед. Неодамна е ваш сограѓанин Зоран Ефремов напиша една историска книга, не знам колку во Штип е таа присутна, многу храбра книга, кај што апсолутно дава една нова светлина на тие односи на ВМРО-вците позитивни. Гоце, Даме, Ѓорче Петров, Јане Сандански, и кај од таа книга се гледа дека тие сите на еден или на друг начин биле поврзани со Бугарија. Книгата, предпоставувам, можете да најдете. Зоран Ефремов е познат ваш сограѓанин. Книгата е многу храбра. Македонската историска критика ја игнорира таа книга, не ја ни спомнува дека постои. Меѓутоа, еве да речеме, значи веќе излегуваат нели на површина едно друго ведување. Јас ќе ја потсетам дека од раните 90-ти години, кога спомнав за Тодор, пак за сограѓаните ваши и мои, нели? Тодор Александров, Ванчо Михајлов, тука беше, во Македонија беше, нели, опасно. Сега гледате дека и Тодор Александров и Ванчо Михајлов веќе полека се рехабилитирани, си наоѓаат своје место, еве ги има во музеот, нели, на историјата во Скопје. Знаете што е проблемот? Тие имале многу слаби страни како действување, меѓутоа тие биле двајцата фактори без кои меѓу двете светски војни, од првата до втората светска војна, па и малку подолго, ако тие две фигури не беа, ја ви гарантирам дека македонската идеја ќе беше заборавена. Тие се клучните личности со сите нивни слабости кои македонската идеја за држава самостојна обстанува. Секој друг што ви раскажува приказна, едноставно ја мистифицира историјата. Значи уште има за демистифицирање. Уште има. Или да речеме да одиме понатаму. Повторно во врска со таа Бугарија. Нели, Штип се гордее со тоа што Гоце Делчев бил учител и директор на училиштето во Штип. Зошто ние како македонци, како штипјани, не знаеме, не учат или не сакаат да ни кажат на кој училиште во Штип Гоце Делчев беше директор? Одговорот е многу едноставен. Гоце Делчев беше учител и директор во бугарското училиште во Штип. Тогаш немаше македонски училиште. Имаше српски, грчки, бугарски. И зошто Гоце Делчев избрал да биде директор во бугарското училиште? Нели се тоа прашање, ако они биле најлоши, ако цело време сме се бореле со нив, како тоа? И не само Гоце Делчев, и Дамјан Груев, и Ѓорче Петров, и Никола Карев, и Пере Тошев, сите тие беа учители на бугарските училишта во Република Македонија.
Значи, ние самите бегаме од некои работи кои се јасни како 2 и 2, а ги мистифицираме работите во сосема друга насока. Може би повеќе одговара така. Јас сум храбар во таа насока, знам дека можеби некој ќе нема да ме сака заради таа работа, меѓутоа не сакам веќе да живееме во лаги. Треба да ги јасно зборуваме и да ги кажуваме нештата. Така. Гледачите можеме да ги вклучуваме во наредните 15 на минути до крајот на емисијата. Режија, значи колку има гледачи може да ги вклучиме. Во меѓувреме, господине Георгиевски, Бугарија сметате и како можен добар поддржувач за влез во Европска унија и во НАТО. Што очекувате од Чикаго? Ние постојано зборуваме за некои спонзори. Од 90-та година ние се правиме слепи дека Бугарија перманентно е спонзор на Република Македонија за незината независност. Јас најодговорно ви тврдам дека ако Бугарија 90-та година не ја признаеше Македонија, 91-та не ја признаеше Македонија, Македонија ќе останеше непризнаена понатаму. Таа има лобирано кај повеќе држави за признавање колку нашите министри за надворешни работи во првата фаза. Јасна е приказната дека Русија директно нема признаено под лобирање на Желе Желев. И тоа во авион е подпишано Елцин, во авион има подпишано без да знае Лавров како министер за надворешни работи дека ќе ја признае Македонија. Значи, и целата таа позиција до денес, јас се плашам дека ако ние продолжиме со една ваква политика, ќе ги направиме од пријатели, непријатели, и веќе се пројавуваат веќе во некои гласања, тие гласаат против нас. Ништо не треба да правиме друго, освен да бидеме малку покоректни во нашето однесување. Така, да вклучиме гледачи да видиме како тие гледаат на некои нешта кои што ги говориме. Како што реков, предизвикувате контроверзии, секогаш веројатно така ќе биде и сега. Добро вечер. Ало? Ало? Добро вечер, повелете. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Да го поздравам гости Георгиевски, да поздравам вашата телевизија. Мило ми е што е гост денеска во Штип, да ги подсетам граѓаните на Штип дека најубаво време живееме сите од 98 до 2002 година. Уште еднаш да му порачам на председателот Георгиевски, добро што се врати во партијата и да продолжи дека уште многу не има, не дека лажат овие што ние бегат. Има не и дека на наредни избори ќе си дојде на тоа место што беше и да осетат граѓаните истиот живот што го живееме од 2008 до 2002 година. Благодарам пријатно. Благодарам пријатно. Ова споменување 98-2002. Има многу граѓани кои што велат во времето на Георгиевски се живееше подобро. Како го коментирате тоа? Значи, и статистиката, и граѓаните, и бизнисмените, јас сметам ќе бидат нефер ако не го признаат тоа. И она што е дали било штета на нешто? Не, она што е најважно во целата ситуација. Тоа добро живење го правивме врз база на никакво странско задолжување. 4 години Македонија градеше и живееше најдобро, буџетот си функционираше нормално, плати, зголемување имаше, ќе ве потсетам, најголем број на конкретни инвестиции, најголеми градби во цела Источна Македонија, без $1 да ја задолжиме Македонија према странство. А преживеавме и воен конфликт. И плюс воен конфликт. Значи, плюс воен конфликт. Значи, онаа што сакам да го кажам, онаа што денеска посебно ми пречи. Ние во овој момент живееме тешко и при тоа и се задолжуваме. И сметам дека каде е тајната? Тајната беше во слободата. Како што имаше слобода во политичкото изјаснување, како што имаше слобода, кај новинарите, кај критиката, така имаше слобода према бизнисот. Нека се потсетат тие луѓе кои имале бизнис, нека биле од СДСМ, од не знам која политичка партија. Колку пати кај нив имало инспекции, колку пати добиле казна, колку пати не знам биле уценети, заканети или не знам што. Значи, ние слободата ја внесовме и јас повторно ви велам. Ние денес имаме на репресија, не само на демократскиот живот и на тоа што ќе зборуваме, дали ќе критикуваме власта. Ние имаме репресија на економскиот систем во Република Македонија. Вие погледнете го денеска бизнисот во Република Македонија. Инспекции, контроли, казни, закани. Самата влада се фали од јануари до сега дека се затворени 400 дуќани, ресторанти, бутици, не знам што, во Република Македонија. Во исто време таа влада прави реклама, охрабри се.
Како да се охрабри некој кој има 10.000 евра и сега треба да направи фирма кога една казна е 5.000 или 10.000 евра? Од една страна му вика охрабри се, направи свој бизнес, а од друга страна 400 дуќани вика се затворени. Па тие 400 дуќани затворени носат најмалку 5.000 вработени кои сега се без работа. Јас не го знам, не го познавам стилот на работење. Да видиме ова порака дали, не сум сигурен дали има ироничен тон или не. Поздрав до Ѓорѓевски, да се спријателиме со Благоевград, а да го слушнеме и гледачот. Ќе прокоментирате само да го слушаме гледачот. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до телевизијата, поздрав до гостинот. Мислам имам две прашања до него. Само малку погласно, ви мол. Дали ги он поддржува Министерството за внатрешни работи кои има двојно државјанство? Дали е тоа исправно да вработен во Министерството за внатрешни работи има двојно државјанство? Добро. Тоа е првото прашање. И второто прашање, додека тој беше на власт, царината на возилата што беше до 10 години старост беше за 3 до 4 дена и едно возило купено од земите од Европската унија во Македонија ни тражат ЕУ стандард. Значи сега во Македонија за да купиме возило од Европска унија не ни одобруваат да без царинска зона. Мислат дека не сме го купили. Например, Volkswagen е германско возило. Тие ни тражат како да не сме го купили од земите од Европската унија, како да не потекнува од Европската унија. Дали тоа е исправно, господине, што мисли на тоа? Така, благодарам на јавањето. Второто прашање, мислам начинот на кој ние сме работеле јасно зборува дека значи имаше поголема слобода за увоз и за возење на тие возила. И она што е многу интересно, во тоа време беше полиберално увозот на странските возила и повторно имаше на стари возила имаше повторно рекордна продажба на нови возила. Денеска има дозвола нели за увоз на странски возила и повторно имаме рекорден пат на купување на нови возила. Тоа зборува за стандардот на македонските граѓани. За второто прашање околу двојното државјанство, дали во ММР, не знам, тоа претпоставам со закон регулирано, колку што знам, според законите во Република Македонија само не може да се биде дипломат со двојно државјанство. Македонија мора да биде отворена со двојни државјанства. Ако во Македонија на последниот попис имаше 1.200.000 македонци, претпоставам сега има под милион, значи најмалку 2 милиони се надвор во странство. Значи 2/3 од македонците се надвор во странство, 1/3 се во Македонија. Ако веќе Македонија е толку земја отворена према диаспората, таа мора да биде отворена према двојните државјанства. Од било кој тип, канадски, американски, австралијски, германски, бугарски, хрватски, албански. Сега, ова доле пишуваше за Благоевград. Така, да се спријателиме. Не знам дали беше цинично или коректно. Јас пак би го повторил прашањето. Што е проблемот во Благоевград? Вие, кога зборуваме за Благоевград, забораваме ли дека Благоевград е најголемиот град во Пиринска Македонија? Мислам дека ова прашање поврзано со тоа. Мислам дека Ѓорѓиевски е грешка за бугарската политика од минатото и денешното. Оваа политика е далеку поопасна со издавање пасош. Не знам во кој смисол ова, имаме и гледач да го слушнеме и пак поздрав до гостинот. Што се планира со текстилните фабрики кога ќе дојде на власт? И гледачот да го слушаме. Добро вечер. Ало? Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Сакам гостинот да го прашам нешто. Ајде, повелете. Тој ги сака многу бугарите. Сета историја ни ја побиват бугарите, пјусто он е такво лице премиер на држава што се кнеше за Македонија, се му беше Македонија устата, а сега бугарофил. Мислам дека тоа не е исправно. Зашто ги лажеше луѓето дека е он честен македонец, а од страната на бугарите? И он и доста демовска. Друго сакам да го прашам. Зашто подпиша капитулацијата со албанците? Зашто подпиша капитулацијата со албанците? Тај рамковен договор, што го они подпишаа. Од каде излезе ние да знаеме народот што содржи тај рамковен договор, па да знаеме што треба, дали ние се слагаме со тоа или не се слагаме, или на тројца тоа само подпишувањето. По која заслуга? Така. Благодарам на јувањето. По прашањето на бугарофилството мислам дека бев доволно јасен, така што, нели, ајте што ми е интересно. Еден Драган Павлович Латос, кој секој ден на македонците им ги пере мозоците и му веруваат очигледно затоа што Латос е сега идеолог во ВМРО ДПМН, немаат проблем македонските граѓани да го слушаат. Тој Латос
пред Нова година објави колумна во вечер кај што јавно повика дека сега е времето Македонија и Србија да се спојат. Затоа што сите ни се пријатели, бугари, грци, албанци, само Србија ни се пријатели и дека сега е време да се споиме. Една година пред тоа напиша книга во која ја оправда улогата на УДБА, дека УДБА практично била прекрасна организација која штитела Југославија од непријателите и Александар Арковиќ го направи херој на таа Југославија. Значи, ни за таа книга на Латос, ни за овие изјави и секој коментар што го има, секоја изјава на Латос, односно 90%, јасно ја гледате српската политика. Тоа не им пречи на граѓаните во Република Македонија. И повторно го велам исто до тоа. Некој ако каже треба да бидеме пријатели со Бугарија, веднаш истата работа што ја слушаме 60 години. Дека се ослободат малку луѓето дека се релаксираат малку од тие односи. А господјата која толку е загрижена за таа ситуација, нека си одговори на прашањето што го постави пред малку. Зошто Гоце Делчев бил учител и директор на бугарското училиште во Штип? Нека поразговара со стари штипјани, нека си најде одговор на тоа прашање. Постои нешто и во врска со рамковниот договор, јас би го... Со рамковниот договор е се прежвакано, не знам што да го објаснам. Мене ме интересира... Ако некој ја бранеше Македонија во кризата 2001 година, Лјупчо Ѓорѓиевски ја бранеше. Можем да дискутирам со сите во Република Македонија. Многу јасно се знае кои политичари ја бранеа Македонија, кои зборуваа против односно против тогашната државна власт која бранеше Македонија. А тајни во рамковниот договор нема тајни во рамковниот договор. Се што е во рамковниот договор е напишано. Можете да го прочитате. Вклучуваме уште еден гледач бидејќи имате обврски 18 минути. Добро вечер. Ало, добро вечер, Тони. Повелете. Поздрав до тебе и до гостинот. Сакам да му поставам едно прашање. Може. Кога вели дека господинот Ѓорѓиевски што народ го гледаше едно време со розови очила, дека Бугарија е добра земја, како може пред македонскиот народ да го кажува тоа кога знаеме дека Бугарија ни ја призна државата, но народот не ни го признава? И второто прашање, дали се смета за основач на ВМРО, ДПМН или тоа се Богдановски и неговиот кум Змејковски, на кој после му заби нож во грб? Благодарам ви. Благодарам, пријатно. Тоа беше последниот гледач, сега да одговориме. Повторно на истите работи. Значи, во меѓународната заедница се признава нација, се признава држава. Признавајќи ја државата, вие ги признавате сите елементи на таа држава, вклучувајќи и нацијата. Апсолутно во тој поглед мислам дека немаме никакви проблеми со Бугарија, само ги измислуваме тие проблеми. Прашањето за основањето на Што се однесува за основањето на ВМРО ДПМН, еве господјата претпоставувам е од повозрастните генерации, така што најверојатно се сеќава на раните 90-ти години, претпоставувам сега е член на ВМРО ДПМН, затоа што од позиција на ВМРО ДПМН не прашува. Така што мислам дека и самата таа може да се потсети на таа рана 90-та година која формираше ВМРО и кој имаше ДПМН во Штип имаше интересни зборуваше случувања. Она прашање ВМРО ДПМН формира Лјупчо Ѓорѓиевски и Борис Мековски. Секој друг што ќе каже дека ја формирал ВМРО ДПМН едноставно лаже и јас сум спремен со сите во Република Македонија да зборам. При што формирањето не беше само тоа што нели таму организација на основачкото собрание. Формирањето на ВМРО ДПМН се стотици митинзи во сите градови, во сите села, поеднаш, по два пати. Тоа беше формирањето на ВМРО ДПМН. Сосема кратко на оној дел и конечно идеологијата, идејата, самостојна независна Македонија. Јас Лјупчо Ѓорѓиевски која 90-та година зборуваше за самостојна и независна Македонија, за македонска војска, македонска репрезентација, 90% од граѓаните се плашеа да го слушаат. Сега го имаме. И сега го поставуваат прашањето која е основа ВМРО ДПМН. Така. Едно интересно прашање, поврзано со она што го рече не со рамковниот договор гледачката, туку со ситуацијата војниот конфликт. Остана да виси една ситуација кога во одреден момент имаше некоја изјава од меѓународната јавност дека Македонија треба да ги искористи сите расположливи средства за да го реши проблемот. Дали тоа значи дека Македонија можеше да употреби се и дали беше пропуштен момент кој што можеби ќе го решил поинаку прашањето? И сите изјави, покрај сите изјави, Македонија никогаш не беше дозволено да употреби се. Беше значи само на некој начин за да Македонија
употреби се, требаше да има војна состојба. Војна состојба ја блокираа многу фактори во Република Македонија, плюс од страна на тоа не беше дозволено. Мојата позиција беше војна состојба да се воведе во Република Македонија. Тоа е така. Сосема друга приказна. Така. Пред моето последно прашање, што мислите повторно за двојното државенство на половина влада и дали мислите дека со тоа ќе формираме бугарска влада? И претходно режи имаше поинтересно прашање, ми се чини, кај би отидел гласовите за парламентарните избори на вас и на Бошковски. Мислам дека ова е поинтересно затоа што се ова другото. Па, знаете, она што можам да ви го кажам, ние на овие парламентарни избори имавме жесток притисок и имавме големо купување. И што можам да кажам дека ВМРО-ДПМН се концентрира на најмногу на овие три партии од десницата. И ако ви зборувате со СДСМ, ќе видите, со луѓето од СДСМ ќе видите дека на овие избори имаа помал притисок од било кога досега, затоа што ВМРО-ДПМН осети дека опасноста доаѓа од партиите на десницата и под жесток притисок бевме изложени ние, Обединети за Македонија и Достоинство. Значи, целата енергија беше потрошена тука и мислам дека тоа беше дел од резултатот на оваа ситуација. Што после нели имаше и втор дел. Стојанче мораше да замине во странство, Љубе Бошковски во затвор, а кај нас се направи ударот со Марија Добровски. И како се гледате себе си во еднина? Значи лично како Љупчо Ѓорѓевски од аспект на тоа дека сепак се уште конците ги влечат најмногу двете најголеми политички партии. ВМРО Народна партија има две цели. Прво, да ја промовира демократијата во Република Македонија. Ние сметаме дека демократијата во Република Македонија е сериозно загрозена и без демократија нема решавање ни еден проблем на нашата држава. Ни меѓународната интеграција, ни економскиот просперитет, ни мултиетничката стабилност. Ние имаме сериозен проблем со демократијата денеска во Република Македонија. ВМРО Народна партија се смета како партија која има цел и задача да ја промовира таа нова демократска Македонија. И втора работа е да промовираме храбро идеи за кои никој друг не смее да зборува. Тука е проблемот со нашата евроатлантска интеграција. ВМРО Народна партија е единствената партија во македонскиот политички блок кој јасно и отворено зборува. Начинот на кој оваа влада се однесува на проблемот со името и нашата евроатлантска интеграција ја доведува Македонија во сериозна опасност за стабилноста и еднината на Република Македонија. Одговорен политичар мора да прекине со оваа политика, брзо да се постигне компромисот со Грција, брзо да влеземе во НАТО, брзо да влеземе во Европската Унија. Тоа е единствената перспектива која политичарите во Република Македонија може да го понудат. Може ли да се случи? Очекувате ли таков развој на настаните? Не знам дали ќе се случи, меѓутоа одговорно ви тврдам. Ако ВМРО-ДПМН продолжи со оваа политика со името, ние за 4 години ќе имаме страшно еродирана одната Република Македонија и ние дефинитивно со албанците ќе почнеме да се движиме на два колосека, не знаеме до кога и кога ќе биде завршницата. Начинот на кој ВМРО-ДПМН се однесува према тоа прашање само за да добива поени и да ги пали луѓето кои се предавници, кои се патриоти по тоа име, дефинитивно Република Македонија ќе извади од сите колосеци, безбедносни, економски, евроатлантски. Значи тоа што го кажавте, ВМРО Народна сака да ја промовира демократијата, да се залага за прашања кои што никој не сака да ги постави, дека Љупчо Ѓорѓевски не цели на некаква функција, не цели на некаква позиција во еднина. Јас тоа постојано го велам. Ако јас бев политичар за да зборува што народот сака да чуе, значи 90-та година ќе ми викав и јас сум за Југославија, затоа што 80-90% од македонците беа за Југославија, се тепаа, гинаа за Југославија. Така, македонците беа најголемите југословени у бивша Југославија. И во референдумското прашање се оставаше отворена врата. Зошто? Затоа што Киро Григоров не им веруваше на македонскиот народ, така? Зошто се остави таа придобив? Сега. Такво, да. И значи, ако Љупчо Ѓорѓевски сметаше дека поените и мислењата на граѓаните му се најважни, значи ние ќе си бевме југословени сега. Од почеток, процент по процент, еве денеска гледате, успеавме да ја преобразиме македонската нација и некои нифи да забораваат дека сме били југословени, најголеми југословени. Исто и со оваа прашање. Не знам дали некој ќе ме мрази, дали ќе нема да гласа, дали ќе плука по мене или не знам што. Јас отворено ви кажувам, ако ние во најскоро време не го решиме компромисот со Република Македонија и не влеземе потитно во НАТО и во Европската Унија, за 4 години Македонија ќе ја видиме, нема да ја препознаеме. За 4 години.
а за 10 Така. сите ќе се видиме здрави и живи, ќе разговараме. Ќе ве очекуваме повторно во нашето студио, не за 10 години, може би и побрегу. Благодарам многу што издвоивте време, гостувавте во нашата емисија, одговоривте и на прашањата кои што беа такви како што јас очекував, бидејќи она што е вториот дел од мојата тема, за жал уште ќе остане актуелно во Република Македонија и веројатно ќе одговарате уште многу на такви прашања. Јас не бегам од тоа прашање, затоа што навистина, како за сите прашања што сум управил и за ова сум управил. Благодарам многу. Тоа беше господинот Љупчо Ѓоргиевски, председател на ВМРО Народна партија, личност која што, како што реков, има свое место во македонската историја во последните 20 години, со одговори на многу прашања, како што рековме, и ова што сега укажува господинот Ѓоргиевски ќе биде предмет на обсервација веројатно после година, 2, 3, можеби и повеќе, па ќе проценуваме што се случувало. Тоа беше Што мисли народот. Уживете, бидете утре вечер повторно со нас. 3 години од последните локални избори и сегашниот совет на локалната самоуправа. Кои важни одлуки ги донесоа советниците во овој период, колку се консултираа со граѓаните и со што ја оправдаа довербата. Гледајте и коментирайте утре во Што мисли народот. Гостин ќе не биде председателката на Советот на општина Штип, Сузана Николовска, 17:30, ТВ Стар.